Подпредседателе, моето процедурално се однесува на членовите 91 и 92 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Може би не го слушнавте вие, но еве јас ќе го опоменам колегата Мартин Костовски, бидејќи направи дефокус, немајќи веќе што повеќе да се изнафали, да каже, па да каже и дека одговорот на премиерот бил на второ и трето прашање, бидејќи може би камерите тоа не успеа да го фатат, но имаше кадри каде што меѓусебно се договараат да одат да јадат, но да успеа да каже дека тука има само една пратеничка. Добро е кадрите да покажат и колку представници од владата носи тука премиерот на оваа така успешна влада, кој што и така не можеше да одговори на ниту едно прашање, повторувајќи ги тезите, наместо да кажува за покачување на стандард, кој му беше едно од првите ветувања кога стана премиер, па зборуваше овде за земјоделие, за тутунари и овоштари, за да го спаси колегата Мартин Костовски, му кажа благодарам, со еден одговор ми одговоривте на две прашања или со еден удар утепавте две муви. Повелете, одете, но кажете, колега Мартин Костовски, колку вас ве имаше вчера и завчера на комисиите, каде што се вршеше терор врз пратеници од опозицијата. Ве имаше само да дежурате и на крајот да гласате. Затоа ве молам, немојте да злоупотребувате говорница, да правите дефокус од темите кои што се битни за граѓаните на Република Македонија. Не се битни, премиере, теми од типот на закон за работни односи, кои што сакате уште денес да го прошверцувате, затоа што премиере утре е 36.2022 година и премиере Ама немате право да се обраќате на премиерот. Ви имате процедурална забелешка до мене. Кажете каде сум го повредил јас Деловникот. Оставите го премиерот. Тој имаше шанса, одговараше на прашања. Ке имате можност повторно да му поставувате прашања. Кажете ми каде јас сум ја повредил процедурата. Благодарам, подпредседателе, очигледно воопшто не слушате што од оваа говорница говорат пратениците, бидејќи не го слушнавте Мартин Костовски кога овде се подсмеваше со присуството на опозицијата и да, мене ме опоменавте кога од место зборував, а не го слушавте премиерот кога од место мене ме нарече невоспитана. Невоспитан е некој друг во оваа држава, премиере, кој што шверцува закони на ваков криминален начин, закони кои што треба да ги донесете и ќе просведочи македонската јавност дека ќе силувате овде шверцување на закон кој што мора да го донесете заклучно до 12 часот утрешен датум. Нека ви служи на чест, повелете, најадете се, колега Мартин Костовски, пресите народот со горчина од вашево однесување. Не му е до храна. И многу е невкусно да говорите за хранење во ресторан, колега Мартин Костовски, во оваа криза за која што овде се фалите со премиерот. Срам да ви биде на сите. Благодарам.